Здраво, другарчина, како сте? Дали сте ми добри? Јас сум многу добар, како и секојаш. Немав намера да снимам вакво видео, ама како што сите знаеме, сега е актуелна оваа соба, актуелна оваа девојка што излезе на интернет, што кажа јавно дека е жртва, значи поддршка до неа. И актуелно е тоа да се зборви како луѓето се неморални, како луѓето се бла 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 и како машките сите се перверзници, а сите женски се частни сестри. Ама ќе продолжам, мислам ќе кажам во наредно во видеово. Прво да ја кажам ова информација што многу малци од вас сигурно ја знаете, а тоа е 2/3 од сите страници на интернет, од почетокот на интернетот, од актуализацијата на интернетот од 90-тите некаде се со порнографски содржини, значи 2/3. И сега тука е малце спорно дали Инстаграм и TikTok се со порнографски содржини, ама ќе стигнеме до тоа подоцна. И исто сакам да кажам дека страницата како јавна соба или слични тие работи не е ништо ново, значи тоа јас уште кога ставав интернет 2007 година, бев на такви страници кои сите машки, сите било какви луѓе, било какви дали биле парламентарци или биле обични скитници, нивната долна глава му размислуваат како примарна, значи алфа режимот или долната глава, размислува многу побрзо од таа горната. Значи исто и како сите остали луѓе, и јас во тоа време уште правиме мојани за 2007 година имаше некои румс такви на, не ме држете за збор, ама имаше и форуми, имаше и на Мирц да најш преку линкој, па да најш женска блиску до тебе од Косово, блиску, да не навлегувам во 300 теми. Само сакам да ви кажам дека ова нешто што се случува сега не е ништо ново и да не се потресвите вие сите, пошто не сме ние вчерашни на интернет, али јас тоа разбирам, значи јас знам зошто вие се потресвите зашто живеете во стаклени звона, каде што имат само Facebook, Instagram и YouTube, и нели после 20 од сите, после 20 од легвиме таму на X видеоси на другите страници, пукаме на десница, или женските миксинг, и ама за тоа не зборувам, зашто тоа е нормално приватна тема. Сега ќе се концентрираме малце на мрежата Instagram, исто и на мрежата TikTok, и да видиме какви све материјали имат на тие мрежи и дали тие мрежи промовираат наш секс. Значи вака, јас 1,5 година од животов поминав без Инстаграм. Тоа беше 2017-2018 некаде така. И можам да кажам дека во тој период духовно пораснав можда 4-5 пати од него што бев претходно. Нас Инстаграм, значи ти момиче, убо си викаш, ама нас Инстаграм и твојот профил, и сите профили на Инстаграм што ги гледаме ние со нашиве очи, со нашиве уши, нас ни промовираат секс. Разбираш? Значи ние сите сме во алфа режим и ние сите цело време мислиме на секс. Дали сме машки, дали сме женски, дали сме шо и да сме трансджендер, пичке си имате на ЛГБТ курац. Ние цело време сме хипнотизирани со секс. Значи ти ако стаиш слика, кај што го покажеш газот, кај што ги покажеш цицките, кај што ги покажеш пичката, кај што ја покажеш, немој после да очеквиш некој да те побара тебе за некоја културна работа или да те побарат нешто за некоја работа која ќе докажеш ти интелектуално. Не. Значи можно е да те побарат само да рекламираш нешто, како инфлуенсер, како и на инфлуенсерка, пошто сите се инфлуенсерки нормално, можно е ти да рекламираш нешто каде што примарното нешто што ќе го ваѓаш ти од тебе, злато моје, храбра девојко моја, и сите вие девојки остали феминистки таму, какви да се викате и шо и да се викате и како да се декларирате сами, вие единствено можете да промовирате само секс. 1% од сите женски нема да промовираат секс. Тоа е 1%, другите 99% промовираат на интернет само секс. Видеото од девојката го гледав првите 2 минути и после скролнав и точно погодив која рече морални вредности. За какви морални вредности ние разговараме кога вие како девојки, како женски,
ги ваѓате газовите и цицките на интернет. Вака се. Да не се разбериме погрешно, демек јас као хейтам да не се ваѓат, јас сакам газот со кроз да го истеш, разбираш, и пичката да ја сликаш, све вака како теквит, скроз да ја сликаш, мислам јас сум таков напреден човек и јас дозволувам во мојот свет да се презентираат и такви работи. Значи немоја да се сватиме погрешно, речите ова и сега од друг веќе, демек као сите морални вредности, не. Напротив, јас го промовирам обратното тоа што вие сте го сватиле до сега од видеото, ако ме гледате прв пат, ако имате претходно видео гледано, значи тоаш јасно вие за што прамувавате. Значи јас не викам вие да се понашате како частни сестри, напротив, сакам да се понашате обратно. И сите машки, и сите перверзњаци, ќе ги речам, сите машки се перверзњаци, зашто размислуваат со долната глава. И сите тие ќе се сложат со мене, кога јас го кажувам ова, да ти поубо за мене е да го истеш газот, од него да ми кажеш некои филозофии на интернет, што јас нема ни да и прочитам. Ето, ја реков вистината, ето, тоа беше вистината за сите народ, за цел народ. Тоа беше вистината за реалната вистината слика. Тоа беше реалната слика за сите феминистки, пички си материнисти. Тоа ова е реалната слика, ме разбираш? Реалната слика е тоа што ќе си надробиш, злато мое, срце мое, тоа што ќе си надробиш, тоа ќе си сркаш. Ме разбираш? Што ќе си надробиш во пајнцава, тоа ќе си го манџаш. Ако го истеш газот, нормално дека некој ќе направи приказка. Сега сме ние интернет. Тој што е направил приказка, јас сум 100% сигурен дека е 12 годишник. Ти таки, 12 годишник, јас сум 100% сигурен да на 12 години, деца до 14 години ги впуке такви некои филми или пак некој со заостанат развој, ама сепак 12 годишен муавет ти направи тебе пост од 12 годишен муавет. Ова видео некој нема да го разберет на начин јас како што сакам да го презентирам, но сакам да ви охрабрам сите вие, исто како таа женска што излезе, бидејќи јас за тоа работам на интернет, за да ве охрабрам и да еднаш да секогаш да се прифатите тие што сте. Значи мене тоа ми е мисија, мојата животна мисија е да ширам таа порака како да се прифатиш тој што си и да се бори за тој што си. И пак уште еднаш ќе ја пофалам храброста на таа женска што излезе дури на телевизија, а пак многу интересна една ствар, случајно се погодив на телевизор со баба ми овдека, на сител, на најкатастрофал, на најопраното нешто што се случува на интернет, на телевизија Шител, ја што ја викам. Ја прашви тој водителов изгубениот, дали ти се осеќаш сега сигурна? Дали ти се осеќаш сега сигурна? Значи таа истела видео, кај што ја видеото го виделе 200.000 луѓе и уште на телевизија излегви. Разбираш, на телевизија излегви со фаца незина и ова ја прашви дали се осеќа сигурно. Свеста ваша, свеста на нашата јавност е тука. И јас колку и да јадам говна, ова видео може да трае 5 години да го зборвам, 5 години, вашата свест заврши тука. Бидејќи вашето ментален склоп и вашиот развој на морални вредности за општествени вредности имат граница. Разбирате, зашто вие секогаш гледате тоа персонално. А мене ме направија така, а мене ме ебаја, а мене ме заебаја, а мене ме објавија. Да, зашто ти се гледаш само ти, а ти не гледаш што си направила претходно за тоа ти се случи. Како и да е, уште еднаш ќе речам, сакам да ја поздравам женската и сакам да секој по својот пример да излезит, да каже тој што е, кој си ти, да кажеш јас сум овај и стојам цврсто за тоа кој сум, разбираш? И да не се плашиш да кажеш кои ти се маките. Значи пак ќе речам, женската позитивното нешто на целата приказка е тоа што женската излезе собра храброст и си кажа маките и ве охрабрувам и вас да си кажете сите што имате маките, вака барем на интернет, зашто ова е слободна мрежа и секој може што сака да си кажува, може некој нема да збори вака 10 минути без прекин, може ќе му треба сечење на видеото, не знам што ти ја знам, ама во глобала или во целост ова видео беше и е за да ги поддржам сите луѓе кои се соочуваат со било какви проблеми, дали сајбер или проблемите во животот, да си ги објавуваат, бидејќи само ако објавиме нешто, може проблемот да ни го реши светот. Ако го чуваме само за нас, а не сме спремни да го решиме сами, тоа што креирате на
твист во нашиот целокупен живот, а не или во нашата свест или на нашето его. И тој твист можеби некој нема да може да опоминат 10, 20, 30 години, можеби до крајот на својот живот. А доколку истото се објави, доколку истото се плюкни надвор, значи надвор, тогаш проблемот мој да заврши за многу кратко време. Океј, тоа беше моето размислување околу оваа тема. Чувајте се, ваѓајте и цицките шопојке, да гледаме, да тркаме сите, десница, пошто остана светот само на то и то само единствено нешто што го имаме. Тудуду.